Република Македонија, Пременска, почитуван декан, почитуван градоначалник на Охрид, почитувани професори, драги гости, дами и господа. Свесноста за потребата од реформи, независно за кој општествен сегмент станува збор, е во суштина доказ за квантумот на одговорност, на зрелост, на волја за сите општествени чинители, за динамично и квалитативно надградување на сите општествени системи. Реформите мора и треба да се разберат првенствено како нужност, а во името на воспоставувањето повисоки, поефикасни, пофункционални општествени вредности и стандарди. Неопходност од која директно зависи стабилноста, развојот и перспективите на кое било општество. Во тој смисол, дозволете ми да истакнам дека оваа научна конференција, која што денес, но и во наредните денови, ќе се занимава со исклучително актуелни теми од областа на безбедноста, обединети под насловот реформи на безбедносниот систем како предуслов за евроатлантските интеграции, за мене всушност е токму потек во посочената насока. Односно преку инволвирање на стручните и експертските потенцијали да се инициираат и да динамизираат нови инпути во нашата заедничка решеност за поквалитетно реформирање на безбедносната сфера. Впрочем, и во некои слични вакви прилики, јас тргнувајќи не само од своето лично уверување, туку од екзактноста на фактите истакнував, а сега ќе повторам, дека науката е стожер на практиката. Без чиисто визии и идеи е невозможен каков било прогрес. Безбедноста сеопфатно сватена со сите нејзини сегменти, институционален, нормативен, концептиско-оперативен, кадровски и друго, колку што е внатрешен, национален, односно општествен предизвик. Во иста мера, веќе неколку децении е и глобална, меѓународна тема, пар екселанс која има свое неспорно големо влијание и врз севкупните актуелни геополитички, глобално-економски и цивилизацијски токови. Овој контекст, колку за илустрација на претходно изнесеното, доволно ќе биде само кусок посочување на актуелните терористички трендови, кои што со своите деструкцијски капацитети воспоставуваат далеку пошироки граници на действување, естествено на тоа станаат далеку позастрашувачки ефектите од неговата действителност. Како по однос, например, на таргетот на тие закани, за кои што сега дури и граѓанството не е веќе само колатерална штета, туку представува и директна жртва. Така и по однос на евидентно надградените оперативни, тактички и стратешки форми и видови на делување, кои што јасно ни укажуваат дека ние и целата меѓународна заедница немаме работа со некакви идеолошки десперадоси, туку со одлично организационо, финансиски и технолошки и подготвени групации во чија што мрежа како дополнителна компликација се испреплетуваат интереси на други групи, организации, па ако сакате и на држави, кои што неретко можат тероризмот да го користат како параван за кој тие ги туркаат своите интереси. Во таквиот след на околности, јас знам дека сите овде ќе се сложиме со фактот дека безбедноста, интердисциплинарно обсервирана преку својата општествена, цивилизацијска, техничко-технолошка интерактивност, го заслужува местото на посебен и сериозен научен предизвик сега на почетокот на 21. век. При тоа неспорната специфичност и динамичност на овој сегмент, кои што се тесно поврзани со совкупноста на брзиот општествен развој, произведуваат нови прашања и нови дилеми. Не само од аспект на проценки и превенција на безбедносните ризици, на организационото, техничко и нормативно устройство на безбедносните концепти, туку и од аспект на институционална, регионална и глобална координација и соработка по противставувањето кон заканите. Сосема е легитимно и потребно науката да биде првиот чинител, кој што ќе се фати во костец со сите такви предизвици, трагајќи по идеи, сознание, предлози, како, што, на кој начин до оптимални и реформски настроени решенија. Лично сум убеден дека одлуките што не се базирани врз стручни експертизи, идеите или концепт кои не потекнуваат од стручно подготвените од експертите во својот домен, по правило се лоши одлуки, а времето секогаш тоа го потврдува. На еден или на друг начин се докажува, а заедно при тоа и цената која што се плаќа во тој момент е исклучително
висока за секоја држава, па и за сите во светот. На крајот, сакам да го искажам своето лично уверување дека оваа наша родена научна средба, дебатите за низата и тоа како важни теми од безбедносната проблематика, не само што ќе детектираат, но и презентираат нови видувања за многу прашања од безбедносната сфера, туку истовремено ќе бидат и незаобиколна позитивна провокација за институциите соодветно да ги прифатат, имплементираат како рамки во своето функционирање и во тоа име посакувам успешна, плодна работа, а на нас политичарите да ги користиме научните податоци и сознанија до кои што ќе дојдете, се со цел да имаме вистински реформи, безбедни држави, безбеден регион и светни граѓани. Благодарам на вниманието.